Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Борбата со животната средина е нешто на кое мора да се фокусираме, а целта е Пробишти во иднина да стане зелена општина и младите да остануваат овде во градот. Ова е визијата на градоначалникот на општината Драган Анастасов. Прв чекор кон оваа цел е решавањето на Жешката еколошка точка, јаловишната депонија на познатиот рударски град. Со градоначалникот Анастасов, кој е при крај на својот прв мандат, поразговаравме за состојбата во која се наоѓа општината, за реализираните проекти, но и за идните планови. Тоа е мој прв мандат градоначалнички, веќе како 3 години 9 месеци изминува како ја вршам најодговорната функција градоначалник. Мандатот ќе го памтам по повеќе. Работи со оглед и на самата пандемија која ни се случи во изминатите година и пол, но и по тоа кое што го наследивме во 2017 година, тоа е огромниот долг, односно два реални буџети, бевме во долг општина Пробишти, но смогнавме сили и со помош на владата се разложивме општина Пробишти беше водечката на истокот, која што должеше најмногу и доби најмногу помош во вредност од 37,5 милиони денари. Добивме помош за да можеме да ги отплатиме долговите према дел од долговите према правните субјекти, односно фирмите кои што претходно во изминатиот период работеле. Ќе искористам приликата да се заблагодарам на сите советници во изминатиот период кои што донесоа многу важни одлуки за Пробишти. Имавме одлична соработка и со мнозинството, но и со опозицијата. За најважните одлуки кои што ги носевме беа конструктивни и имавме одлуки кои што се носи едногласно. Таква одлука следи и за детално урбанистичкиот план кој што сега овој состав на совет и јас како градоначалник ќе го донесеме, а тоа е можноста за санација на јаловишната депонија или најважното прашање за пробиштипјани децении наназад. Ако знаеме дека ова е Жешка еколошка точка, повеќе од 50 години кои што го загадува Пробиштип и еве сега со ваквата одлука, со урбанизацијата на овој простор, сме на чекор до решавање, односно до санирање на оваа Жешка еколошка точка, односно санацијата, и затоа ја споменувам како една од најважните одлуки кои што ги донесе Советот. Функционирањето на локалната самоуправа сме доволно, мислам, екипирани. Општина Пробиштип една, можам слободно да кажам, од ретките каде што има поголем број на градежни или архитекти како инженери. Фокусот мој од самиот почеток беше со оглед на финансиската ситуација дека мораме да проектираме, да работиме на проекти во повеќе области, дали станува збор за детска заштита, дали станува збор во комуналната сфера, во инфраструктурата, да можеме да имаме готови проектни документации, нови ревидирани, а со помош на донации да реализираме со тоа кое што го ветивме на граѓаните. И во тој дел сме, слободно ги кажам, повеќе од успешни, бидејќи 80% од реализираните проекти во изминатиот период Пробиштип ги доби по пат на донација, дали беа тоа амбасади, дали министерства надлежни, дали беа меѓугранични соработки. Така во изминатиот период, почнувајќи од 2018 во изготвување на проектна документација, обезбедување на средства за да реализираме проекти без разлика дали е рурална средина, дали урбана средина, со една единствена цел, тоа е да ги подобриме условите за живот на сите наши сограѓани. Да, кога веќе ве зборувате за проектите, ви овозможуваат ли законските рамки, подзаконските акти да ги реализирате проектите онака како што вие сте ги замислиле или пак се можеби се соочувате со некои бариери? Во делот на законите кои што се насила кај нас во нашата држава, општина Пробиштип немаше никакви проблеми. Сега можеме тука да збориме за проекти кои што централната власт или владата мораше да биде вклучена, да помогне, бидејќи имавме ние проекти кои што ги работевме, а тие да бидат близу целиот буџет кој што го има општината. Например, општина Пробиштип 2018 година доби најголемата донација од 1.200.000 евра. Станува збор за проект кој што заедно по 50% или заедно 600.000 евра нашата влада, 600.000 евра словенската влада, обезбедивме средства за да зголемиме на капацитет за вода за пиење на Пробиштип
но и да бидеме една од ретките општини да можеме на индустријските капацитети, иако Пробиште е познат по индустријата, по рударството, да бидеме една од ретките општини каде што овозможивме техничка вода за пиење, техничка вода за користење на индустријски капацитети, водата која што ни е за пиење да си ја чуваме, односно да ја штедиме. И тоа беше прва фаза, каде што во наредниот период општина Пробиште ќе искористи да имаме можност на сите јавни површини, зелени паркови и уредувања да си користиме техничка вода, да не ја трошиме водата која што ни е за пиење. Инаку во другиот дел немаме никаков проблем во делот на законските можности или решенија кои што ги имаме како општина, функционираме нормално. Овде можам да направам да кажам една споредба доколку би имале повеќе можности или децентрализацијата да дојде во една наредна фаза. Тогаш нормално дека ние како општина сме спремни да влеземе во нареден чекор на децентрализација. Тоа го сметам и како добро за граѓаните. Се надевам и на поголеми средства од централниот буџет на самите локални самоуправи, вклучувајќи еве и нас, и тогаш можноста ни била да бидеме ние поекспедитивни, односно побрзо да ги реализираме ветените програми или проекти за граѓаните. Изминатиот период напорно работевме. Еден од клучните проблеми со кои што се соочуваше Пробиште беше и изгрижувањето на дечињето, односно детската заштита. Населба Калниште во Пробиште за многу кратко време доби преадаптиран простор за можност за 50 дечиња од таа населба да се згрижат, односно отворивме нова детска градинка. Во периодот се гради моментално доградба за прв пат во еден скандинавски тип на централната детска градинка Срничка, каде што се доградуваат 4 занимални и со ова Пробиште го решава целосно проблемот за згрижување на дечиња и едната градинка и другата се по пат на донација заедно со Министерството за труд и социјала. Но сакам да најавам дека и многу наскоро населба Пробиште ќе добие исто така уште еден клон за да можат и тамошните жители да не патуваат до центарот на градот, туку во своето, да кажам, мало или својата населба да си имаат своја градинка. Ќе споменам дека една од ретките општини е Пробиште, каде што се осврна и во делот на згрижувањето на старите лица, нашите најстари сограѓани, односно генерациите кои што работеле и го граделе Пробиште. Миграцијата е таа која што направи дел од своите најблиски се иселени ради пат на екзистенција и Пробиште во дел од здравствениот дом Нада Михајлова на простор од 2600 квадрати изготви проектна документација. Најпрви се согласни беа од Министерството за здравство и ни остапија простор од 2600 квадрати. Аплициравме и Пробиште за 2 месеци би го добил најсовремениот дом за стари лица со по сите стандарди кои што ги налага Министерството за труд и социјала, но услугите, цените ќе бидат најевтини со оглед на тоа дека Советот на општина Пробиште ќе ја утврди партиципацијата на еден корисник во домот за стари лица. Станува збор за проект кој што има капацитет од 55 наши сограѓани да бидат таму сместени, со тоа и нормално и можност за наши сограѓани да се вработат, да водат грижа за овие генерации. Визијата за следниот мандат бидејќи и официјално е кандидат за градоначалник на престојните локални избори. Му е борбата со животната средина, развој на Лесново и Пробиштипскиот дел на Пониква. Споменав предмалку дека главно проектите кои што беа од мојата предизборна програма се реализирани. Поголемите ги издвојам дека пред крајот на мојот мандат ќе се завршат и реконструкцијата на киносалата Злетовски рудар кој што оваа година слави љубилеј. Една од ретките киносали во државата, 70 години постоење. Спомен паркот Братство и единство исто така проект кој што ќе ме прави горд и допрва нашите граѓани од најмали до највозрастни ќе ги видат сите содржини и просторот како го уредивме. Но мојата визија во наредниот мандат е развој на Лесново. Општина Пробиште е на чекор да пред подпишување на договор за обезбедени средства преку Светска банка за сместувачки капацитет на Лесново од вкупна вредност од 730.000 евра, каде што планираме на старото училиште во Лесново да направиме доградба и надградба за сместување на 50 туристи
развој на Лесново благодарение на Лесновскиот манастир кој што го имаме и се поголем број на посетители од година во година, но исто така развојот на Пониква. Ние пред неколку месеци, 2021 година, донесовме нов детален урбанистички план за развој на Пониква, оној дел кој што е наш, пробиштипскиот во самото Осоговие, на просторот е предвидено да има 250 нови викендници, 9 комерцијални маркети за хотели и мотели. Тоа е правецот, односно визијата моја како началник да се развива Пробиштип и секако најважно справувањето или борбата со животната средина, односно целта на мене, на моите соработници, на огромен дел од граѓаните да Пробиштип биде воиднина и зелена општина. Тоа значи санација на јаловична депонија е клучниот проект со кој што јас и луѓето околу мене, односно моите соработници, ќе се зафатиме со решавање после донесувањето на одлуката на советниците да отпочне санацијата. После санацијата поставување на фотоволтаици, но и можност на тој простор на кај населено место Стрмош или кај нас во Пробиштип попознато како делот на Грамади, да се направи измена на генерално урбанистичкиот план, односно да се прошири опфатот, бидејќи Пробиштип се поголем притисокот од нашите сограѓани за индивидуални домувања и генералниот урбанистички план е реално постар од 25 години и токму тука е нашата визија да Пробиштип од една индустријска насела најпрвено, од една општина каде што имаме неколку загадувачи, да прераснеме во општина во период кој што ни предстои, во една општина каде што ќе има стотици инсталирана моќност на фотоволтаични системи, а со тоа можност и вработување и на наши со граѓани, но и на развој на Пробиштип после санацијата на јаловична депонија. Посебно внимание градоначалникот вели општината ќе обрне и на младите лица, кои како движечка сила треба да почнат иднината да ја гледаат во својот роден град. Општина Пробиштип значително изминатите години, неколку години, пред се тука благодарение на рудникот Булмак 2016 сега и на Татмак компанијата како два носечки економски столба, но и многу други помали субјекти, дали станува збор за текстилната индустрија или некои други грани, транспортот исто така да не го заборавам, полека, но сигурно растат платите. И тоа е она кое што полека почнува да ги двоуми младите, односно Пробиштип да може да се ги враќа младите. Постепено тој процес не оди баш така лесно, ако знаеме дека миграцијата, како што споменавте, направи сериозен проблем во периодот 2000, 2010, 2012, па и 2015. Затоа споменав зелена општина. Пробиштип пред извесен период една голема парцела се продаде, каде што влегува инвеститор во делот на канабис производството со своја лабораторија, кое што, ако знаеме дека најбрзо растечка гранка, да, и побрзо и од туризмот дури, во цела Европа, во целиот свет, со оглед на профитот кој што го остваруваат самите собственици, а со тоа и високите просечни плати во тие компании, тие се можностите кои што ги гледаме со новата инвестиција, зголемување на платите во сите други сектори и можност да се вратат младите или па оние генерации кои што остануваат да се задржат во Пробиштип и да не размислуваат за перспектива надвор од границите на Пробиштип или надвор од границите на Македонија. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk